Па вака, јас вчера дадов еден коментар во однос на состојбата со сметката на општина Штип, во која што кажав дека претходниот градоначалник лажно ја представи сметката, дека ми остава 4,3 милиони денари на сметката на општина Штип. Се додека тој го имаше сертификатот за потпишување и плаќање на обврски према одредени компании, до четвртокот, односно до петокот, сметката на општина Штип беше стигната на 3,3 милиони денари, што значи дека јас во петокот кога ја превземав општината имаше некаде околу 3,3 милиони денари, и тоа е едната лажна, некоректна изјава на претходниот градоначалник со кој што така замина во историјата на еден некоректен начин. Јас поради таа состојба не можев да исплатам плата и се уште не можам затоа што нема доволно средства на сметката на општина Штип. Што се однесува до јавното предпријатие Стипион, од директорот сум информиран дека таму се потребни уште 1,2 милиони денари некаде за да можат да исплатат плата и тие пари треба да се обезбедат од општина Штип да се исплатат кон јавното предпријатие Стипион. Што значи дека околу 1 милион денари беа фалеа на сметката за да се исплати плата за општина Штип и 1,2 милиони денари кон Стипион, тоа се веќе 2,2 милиони денари. Што се однесува до јавното предпријатие ИСАР. Во моментот кога веднаш после изборите, после вториот круг, таму недостасуваа сите пари, јас претпоставам дека беа за плата, а таму платата е околу 9 милиони денари. Во овој момент на сметката на ИСАР за да се исплати плата фалат уште околу 3 милиони денари. Така што во овој момент на општина Штипи се потребни 5,2 милиони денари за да двете јавни предпријатија и општината си ја земат заслужената плата. Ова е уште едно мое предупредување и можност пред вашите медиуми да ги запознаам сите вработени и штипската јавност со какви луѓе си има работа во претходниот период. Не се работи за случај дека треба после одреден градоначалник да се случи потоп во нашиот град. Тие веројатно тоа сакаа да го направат, веруваат дека ќе останат на власт, меѓутоа состојбата е тоа што се случи да можеме да им ги откриеме сите работи кои што ги правеле и на кој начин функционирале. Недозволиво е после изборите, кога веќе се знаеше кој победил, после вториот круг да се исплатат 1 милион денари на една компанија само и јас дополнително ќе истражувам зошто и за кои проекти се исплатени тие пари, без при тоа да биде консултирана на новата локална власт. Но сакам да упатам уште еден апел дека денеска ги правам сите напори и во текот на утрешниот ден да овие средства кои што недостасуваат кон двете јавни предпријатија и на сметката на општина Штип да се обезбедат средствата најбрзо што е можно. Ако треба, една од варијантите е да се повлече и кредит за да вработените не трпат, бидејќи ова кое што ни се случува е поради неодговорното, некоректното, несовесното однесување на Илчо Захариев и претходната локална власт. Така што во наредните денови ќе донесеме одлуката, но граѓаните мораат да земат плата, секој има одредени обврски, кредити, сметки да си плати, така што тоа е нешто кое што мораме да го реализираме и затоа сакам да им кажам на сите вработени, на целата јавност дека работиме да го расчистиме овој проблем што е можно побрзо. Инаку за да се земе плата по закон мора да тоа да се случи до 15 овој месец. Ние ќе се обидеме тоа да го направиме, но веќе платата доцни бидејќи сите овие вработени земале плата од 1 до 5 некаде, така што тоа ќе се обидеме да ја стабилизираме состојбата во наредните месеци на општината која што ја донесе во една ваква состојба претходната локална власт. Мора да ве прашам, ќе има ли одговорност за раскалашањето пејачко друштво? Па видете, она кое што се случуваше во претходниот период го знаат сите граѓани, затоа дојде казната на овие локални избори. Јас нема да дозволам секој оној кој што се огрешил пред законот да остане неказнет. Секој оној кој што работил за секој оној проект или се она што е направено по закон, нема влакно да му фали. Но она што е направено спротивно на законот, нема сила која што ќе ме спречи и мене, и оваа локална власт, и оваа централна власт, и сите органи на прогонот да стопираат нешто кое што е значи проневера на парите на граѓаните. Колку беа 60